Ете, почитувани, тоа беа вестите во 7:30, а она што следува во продолжение е првиот разговор ова утро. Како што ви најавив на почетокот, заедно со мене ова утро ќе биде нашата Искра. Искра, добро утро, не се видовме претходно, еве сега официјално да ти посакам убаво утро. А твој гостин е доктор Александар Божиновски, специјалист по кардиологија од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Докторе, добро ви утро и на вас. Со Искра ќе се зборувате за... Што значи ќе имаме добри совети? Така е, аортна стеноза. Аортна стеноза не е. Повелете, немам прашања за почеток, нема да се мешам. Јас прво кога прочитав аортна стеноза немав прашање, но после тоа навлегов малку кај Чичко Google. Добро утро, докторе. Добро утро, Искра. Пред да зборуваме, да ни обясните што е тоа аортна стеноза, прво, ајде, кога е аортата здрава? Зошто служи, зошто толку значна, каква функција има? Така, кога збориме за аортната стеноза, збориме за аортната валвула. Тоа е валвула на срце, срцето, нели како орган е составено од 4 валвули. Едната од нив е аортната валвула. Аортната валвула учествува во регулација на протокот на крв низ шуплините на срцето и кон двата главни крвни сада, големите два крвни сада. Аортната валвула го регулира протокот на крв кон главниот крвен сад, аортата. Од тука нели крвта се транспортира до целото тело, до сите органи и системи. Со самото тоа гледаме зошто е значајна. Зошто е значајна, точно така. Она има основна функција, нели, отварање и затварање, тоест го пропушта крвта кон аортата и при нено затварање ја предотвратува враќањето на крвта во срцето. Анатомски гледано, аортната валвула или аортниот залисток, како што го викаме ние, е изграден од три, така да си представат нашите гледачи, од три кусписи или платна ги викаме ние. Тоа е како еден, блиско кажано, вентил кој ностоп во самата контракција на срцето се отвара и затвора и таа му е основната функција. Кога збориме за аортна стеноза, веќе збориме за проблем со отворот и поминувањето на крвта кон главниот крвен сад. Кога настапи болеста на самата валвула, на самите кусписи, води до стеснување на тој отвор и тогаш веќе збориме за аортна стеноза. Така да тоа е основната функција на таа валвула на срцето. Сега да почнеме од тоа, кои се најчестите причинители за ова заболување, така може да го наречеме? Да, ова е заболување, точно така. Кои се најчестите причинители? Причинители. Сега, аортната стеноза се дели генерално на два проблематика. Едната е вродена аортна стеноза, која се појавува нели вродена, и огромен процент од случаите е придобитата аортна стеноза, која ние ја придобиваме во текот на нашиот живот. Поради X причини за кои ќе збориме понатаму. Држам да кажам дека кога веќе збориме за аортна стеноза, имаме степени на аортна стеноза. Имаме лесна степен на аортна стеноза, имаме средна степен на аортна стеноза, има тежок степен на аортна стеноза во зависност од тоа колку отворот, таа површина кај што поминува крвта е стеснена. Така да и самата тешка аортна стеноза си има една подгрупа своја критична аортна стеноза. Така се степените на таа аортна стеноза кога збориме. Ако збориме за причините кои ги придобиваме на придобитата аортна стеноза, тие се делат генерално во едни три групи генерално, али основната, најчестата и најзастапена причина е дегенеративната, идиопатска дегенеративна аортна стеноза. Што значи тоа? Тоа значи дека немаме директен фактор да кажеме од ова се причинува аортната стеноза. Се мисли дека и така се води дека генерално тоа е еден тип атеросклероза, како што е атеросклерозата на крвните садови, така ова е атеросклероза на самиот залисток. Самиот залисток почнува тие платна да остаруваат, да не работат добро, да не се отвараат, да не се толку еластични и сето тоа води до стеснување на тој отвор и пречка во протокот на крвта кон главниот крвен сад. Така да факторите и основните ризик фактори, нели за атеросклерозата ги знаеме основно. Тоа се големите major risk factors што ги викаат. Тоа се артериската хипертензија, тоа е диабетот,
Тоа е дислипидимијата, тоа е обезитетот, неправилниот начин на живот, пушењето, како и самата генетика и едно генетско предрасположение за сите тие работи, така да таа групација од тие ризик фактори води до еден тип атеросклероза на аортната валвула, збориме тука. И тоа е најчестата причина за стеснување на аортната валвула. Другите две причини, кои се сосем мал процент, но се исто така значајни, тоа е бактерискиот ендокардит, тоа е воспаление. Бактериски ендокардит, кој исто така може да доведе до стеснување на оваа валвула. И имаме еден многу мал процент, тоа е порано, доста сега, тоа е реуматската болест, која е под типот на автоимунен одговор, ја напаѓа аортната валвула и води до стеснување и до дегенерација на тие кусписи и на тој залисток. Какви се симптомите? Колку што разбрав, лошата страна е што не може во рана фаза да се Може во појават? рана, да, тачно така. Обично во понапредна, така? Така. Значи, ако ги поделиме симптомите, ако збориме за симптомите, нели затоа ви кажав за лесната, средната и тешката форма, лесната и средната форма скоро да не даваат симптоми. Скоро да не даваат симптоми, луѓето си живеат сосвим нормално, така да случајно може да се открие тоа нешто. Таа група на пациенти нема да ја фатиме, таа група на пациенти ние како лекари ги обучуваме, ние како лекари ги следиме, затоа што и таа форма со тек на времето си напредува. Прогресира, значи. Прогресира, да. апсолутно Но прогресира. може вие со добар третман, со под контрола да се Под држи, контрола така? да се држи, да, но си има свој Ризик. годишен степен на стеснување и на остарување кога е започнат тој процес. Тоа е лесната и средната форма. И многу интересно е за тешката форма на аортната стеноза. Тешката форма на аортна стеноза има, ние го викаме, тој еден латентен период или скрит период. Луѓето имаат тешка аортна стеноза, но немаат симптоми. Живеат сасвим нормален живот, имаат нормална физичка активност. Но тоа некој период, предпоставувам. Тој период така? може да трае и години, искрено. Аха. Може да трае и години. Тоа е интересното на оваа болест. Луѓето имаат тешко стеснување, но срцето, органите се адаптираат еден временски период и човекот нема симптоми. Имаат некои лесни симптоми, ако влезеш да пораспиташ малку и докторски, анамнестички и сите тие работи, тогаш откриваш дека имаат некои симптоми, но тие не се тешки симптоми, ги поврзуваат со било кои други Да, работи. тоа се вика некои работи што секојдневно ги имаме. Замор, па така, достаток на боцкање, па воздух, прескокнување на срцето, па така, па од ова, од она. И тие симптоми не ги тераат пациенти да идат на доктор. Кога се појават големите симптоми на аортната стеноза, избориме дека у тој период кога пациентот ја има таа тежок степен на аортна, живее нормален живот, има нормална физичка активност, има добар квалитет на живот. Од појавата на големите симптоми, што е многу важно, појавата на големите симптоми, тотално се менува и драстично се менува неговиот живот. Од тука натаму смртноста, ако не се третира таа аортна стеноза, симптоматична и тешка аортна стеноза, за 4 години 50% е смртноста кај тие пациенти. Другите 50 скоро посто развиваат срцева слабост. Што е маркантно и многу важно. Што е сега така многу важно да знаеме, значи, кога треба да појдеме на доктор, така? Така. Јас прво ќе се навратам, ќе кажам дека ние редовно треба да идеме на доктор, редовно да си правиме профилактични. Да, но дали може да се открие, детектира при обичен систематски преглед, да речеме, така, може? Тоа сакам да ви кажам, тоа сакам да кажам и да дадам уште еден апел до моите колеги во примарната здравствена заштита, да го користиме стетоскопот. Да ја користиме, он е стариот, најобичен физикален преглед и аскултација на срце. И лесната, и средната, и тешката аортна стеноза има шум на срце. И тоа доста типичен и силен шум на срце, кој со еден обичен преглед, кај луѓе, особено над 60-65 години, со ризик фактори, ако го правиме редовно, можеме да се ориентираме кај тој пациент дека има некоја проблематика и да го насочиме кон правилен специјалист, а ние веќе како специјалисти тука треба да ја еволуираме или да оцениме таа тежина на аортната валвула и да знаеме како ќе го менаџираме тој пациент.
Така да, една обична аускултација ЕКГ може да не насочи дека има проблем. Разбирате? Така да сите три Да не форми... чекаме да почувствуваме нешто, значи. Да не чекаме да почувствуваме и најчесто да ги прегледуваме нашите пациенти, да ги аскултираме и да ги слушаме, ако немаат тегоби. И да било за што друго да се дојдене во самата амбуланта и за обична респираторна инфекција, да направиме еден чек, еден преглед на тој пациент кој е над 6-65 години, за да имаме ориентација дали нешто таму ќе откриеме или не. И од тука натаму почнува другата работа. Сега кога збориме за големите симптоми. Големите симптоми кога се појават. Тука сакам да акцентирам нешто. Значи, најчестиот, 50%, симптомот е градната болка. Она што ја викаме ние ангина пекторис. Таа болка основно се јавува во почеток кај физички напор. Значи, пациентите немаат проблеми, почнат да работат нешто поинтензивен физички труд и осетат градна болка. Градната болка како симптом давам апел до нашите гледачи дека мора да се открие од што е. Градната болка најчесто е сврзана со проблем со срцето и крвните садови. Особено градната болка која е сврзана со прилошување, со една слабост, едно препотување. Тоа е сериозен симптом кој треба да го натера основно пациентот да побара помош, а ние натаму да диагностицираме дали се работи за нешто сериозно или не. Така да, таа градна болка да не ја припишуваат на промаја, на лошо спиење, на промена на време, на преумора и така. Да не си наоѓаме сами оправдувања. Сами да не си наоѓаме оправдување кога некоја градна болка не изненади така при физички напор. Таа е при 50% од случаите, да побараме лекарска помош. Тоа е едниот симптом кој е најчест. Вториот симптом кој ако се појави сигурно ги тера пациентите да идат на доктор, а тоа е загуба на свест. Синкопата. Да. Особено се јавува кај повозрасните пациенти, и симптомот може да е многу сериозен. Зошто? Затоа што многу пати тој симптом води до фрактури, скршеници. И ние тие пациенти ги наоѓаме во други оделенија. Ги наоѓаме во ортопедија, ги наоѓаме во неврохирургија, ги наоѓаме на хирургија и тука влегуваме во еден голем проблем и меѓу нас, лекарите, и за самиот пациент. Кој е прво да третираме, пациентот има голема скршеница, има рана на глава, па вие треба да третирате срце, па ние треба да третираме сериозен симптом, опасен симптом и е застапен некаде околу 20%, 20-30% кај Што вака по зборувањето ме делуваше дека е доста често. 20 до 30%. И третата група на симптоми би ја поделил, тоа се симптоми на срцева слабост. Замор, гушење, отоци по нозете, ноќна диспнеја, аритмија некоја на срце, тоа се трите големи групи симптоми кои ни укажуваат дека се работи за срцев проблем, а од тука натаму дека... И оваа третава група на симптоми, исто така, предпоставам, изговори ќе си најдеме проблеми, проблеми, стрес, нервоза, така, заради тоа не спиеме. Да. Генерално, воопшто, колку е честа? Вака се, ако над 60, некоја статистика, таа најнова, околу 4 до 5% луѓето над 60-65 години ја имаат ортната стеноз. Како идат декадите нагоре, таа се зголемува. Што значи тие се најризична категорија повозрастните пациенти? 10% луѓето на 8-та декада имаат некој тип на ортна стеноза. Што се предвидувањата? Предвидувањата за дека ќе се дуплира овој процент 2040 до 2060 година. Како застарува населението, како овие сите ризик фактори, сеа така ќе се дуплира ова проблематика, која е доста сериозна. И овој вицион, овој проблем со валвулата е најчест и ние најчесто таму интервенираме, тоест се налага да го смениме од сите 4 валвули, сите 4 валвули ги имаат овие проблематики, или стеснување, или дисфункција, или регургитација, но најчестата патологија е ова, ортната стеноза, затоа што ние застаруваме, се продолжува животниот век и со тоа и аортната стеноза како проблем.
Ве оставам да кажувате, бидејќи навистина многу пластично, еластично, убаво не внесовте во овој свет, но имам уште две многу значени работи. Едното е самата диагноза. Колку лесно се диагностицира ова? Или тешко пак? Да, не, ова е прилично лесно се диагностицира, нели прво пациентот тоа што зборевме, прво мораме да го распитаме, мораме да го прегледаме, да направиме едно обично ЕКГ и од тука натаму да го пратиме на соодветен специјалист. Ехографската диагностика, трансторакалната ехокардиографија е златен стандард за диагностика на ова. Со тоа може да се оцени самата валвула, да се оцени протокот на неа, степенот на таа калцификација или промена, да се измери отворот, колку е стеснена и сите тие работи. Тоа е златен стандард. Некој пат имаме проблем, се налага дополнителни и ехографски и магнет да се направи на срце за да се доуточни таа проблематика. Прилично лесно со еден ехокардиографски преглед кој е 20-30 минути можеме да ја диагностицираме таа аортна стеноза и од тука натаму да земеме правилно решение за пациентот како ќе го менаџираме натаму. Така да Откако ќе се диагностицира, се претпоставувам дека повторно што ќе речете зависно дали е од лесната или тешка форма, но со кои третмани, со кои методи располага современата медицина? Што еве конкретно вие во Аџи-Бадем Систина преземате? Ние во Аџи-Бадем Систина, значи генерално и тоа цело во целиот свет. Немаме конзервативен третман на ова нешто, тоест немаме апче за оваа работа. Да. Волшебно штапче не постои. Штапче нема, но имаме одличен метод. Значи, замена на аортната валвула, тоа е хируршки третман на аортната валвула, кој го прават нашите кардиохирурзи, тоа перфектно, имаме премногу пациенти и презадоволни и многу важно е искра дека тие пациенти од појава на симптоми и од операција и замена на таа валвула се чувствуваат прекрасно после. Имаат сосем одличен начин на живот и апсолутно добар функционал. Немаат некој посебен режим, посебен промени некои што треба да се прилагодат? Па специјално се док не помине тој период, постоперативен период, се операција нормално, да, се забранува некоја потешка физичка активност, пие повеќе лекови, тоа зависно со тоа дали каков залисток е уграден. Значи имаме два типа залистоци кои ние ги уградуваме. Таму да едниот е биолошки, едниот е механички залисток, зависно со тоа каков третман медикаментозен барат соодветно и двата, така да па еден период може би 3 до 6 месеци, така по рестрикции малку, но после тоа сосем нормално се продолжува со живот и со физичка коригирајте активност. Ме ако погрешно сум прочитала, но колку што разбрав дека тој залисток после 15 на година треба да се замени. Значи, ако збориме за биолошкиот залисток, да, има таква дегенерација, значи затоа биолошкиот залисток се уградува на повозрасни луѓе, основно кога се работи за помлади пациенти, веќе ние и ја поминуваме оваа граница на 65 години, 70, да уградиме луѓе со помалку коморбидитети, физички активни, прилично здрави луѓе, уградуваме механична валвула. Што значи тоа? Механичната валвула не остарува. Многу ретко дегенерира или остарува по некој друг тип. Проблемот кај не е антикоагулантната терапија, таа што терапија која треба да ја пие пациентот до животно за да не настапи компликација на таа валвула по типот на тромбоза или запушување на таа валвула. Така да другиот залисток, биолошкиот залисток, да, има таква дегенерација, но некои 10-15 години еден квалитетен живот е апсолутно приемливо да се подобри и да се третира таков пациент. Јас ви благодарам што успеавте да ни објасните една ваква доста сложена, компликувана проблематика, колку што можам да сватам. Само сакам да прашам уште за самиот крај, секогаш кога имаме доктори за која и да е болест, зборуваме и за превенција. Во овој случај тоа малку е покомпликувано, претпоставувам? Не, останува истата превенција како за атеросклерозата и адекватно навремено откривање на сите оние големи ризик фактори за кои ви кажав. Тоа е артериската хипертензија, навремено откривање, навремено започнување на неа, на третман, на диабетот, на правилниот начин на живот, на престанок на пушењето, регулација на липидите во организмот и третирање на таа дислипидемија и диабетот како едно масовно распространето заболување кое ни дава огромни компликации, нашиот најголем противник.
Многу ви благодарам. Докторе, сега, колку што разбрав, треба веднаш се вратите на работа, Да, така треба, што точно. сигурно сте потребни на пациентите, не Да. би ве задржувала повеќе. Ништо благодарам на вас, пријатно беше такова вашето студио. Ирена? Ви благодарам и јас на разговорот, многу убаво објаснивте, со внимание ве слушавме овде и јас и нашиот камерман Дени, а верувам дека и Сега да му кажам, а Дени, ај повтори, све да видам. слушаше убаво со внимание. Верувам и гледачите, ви благодарам многу и се Благодарам на гледаме вас. во некоја наредна прилика.